ова издание. Долгогодишниот личен адвокат на председателот Трамп Майкл Коен денеска на жешко столче на распит во Комисијата за разузнавање во Представничкиот дом. НАТО не треба да се гледа како решение за сите проблеми, останува напорна работа на реформите, порача професорот Чарлс Купчан од Универзитетот Джорджтаун во Вашингтон. Македонски кардиолози во Соединетите Американски држави презентираа ретки методи во областа на интервентната и клиничката кардиологија. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова. Поранешниот личен адвокат на американскиот председател Доналд Трамп, Майкл Коен, се враќа во Конгресот да сведочи пред Комисијата за разузнавање во Представничкиот дом. Коен се враќа во Конгресот да сведочи пред Комисијата за разузнавање во Представничкиот дом. Тој е само еден од сведоците поканети од страна на демократите кои започнаа нови истраги за администрацијата на Трамп. Коен минатата недела пред комисиите за разузнавање на Представничкиот дом и Сенатот сведочеше зад затворени врати. Претходно јавно сведочеше пред Комисијата за надзор каде кажа дека Трамп му наредил да плати подкуп на 2 жени и дека председателот лажал за своите бизнес интереси во Русија. Раководителите на комисиите за разузнавање, надворешни работи и надзор доставија заедничко барање до Белата куќа да достави документи за комуникациите на Трамп со председателот на Русија. Трамп ги одби истрагите како неосновани. Северна Кореја веројатно го обновува клучното место за тестирање и лансирање на проектили, покажуваат информации добиени од Јужна Кореја и од 2 приватни истражувачки центри во САД. Според независните извештаи и сателитски снимки покажуваат тековни поправки на објектот за тестирање на ракетни мотори и полигонот за лансирање во северозападниот дел на Тончанкари. Јужнокорејската новинска агенција соопшти дека разузнавачките служби на средба зад затворени врати ги информирале пратениците за новата активност. Загрижувачки прогнози, глобално забавување на светската економија, намален раст им се заканува на најголемите економии во светот, предупредува Организацијата за економска соработка и развој. Причина за ова забавување се трговските тензии, политичката нестабилност, опаѓањето на бизнисот и намалената доверба од потрошувачите. Во новиот економски извештај Организацијата предвидува светски раст од 3,3%, што е понизок од постигнатите 3,6% во 2018 година. Реформските задачи мора да се завршат, затоа на НАТО не треба да се гледа како решение за сите проблеми, вели професорот Чарлс Купчан од Универзитетот Джорджтаун во Вашингтон. Со него разговараше Милена Ѓоргиевска. Пристапувањето на Северна Македонија во НАТО ќе биде удар за Русија и јасна индикација дека Балканскиот регион се движи кон Европа, вели Чарлс Купчан, професор по меѓународни односи на Универзитетот Джорджтаун во Вашингтон. I would caution the people of Macedonia not to be complacent. Јас сепак би ги предупредил луѓето во Македонија да не бидат презадоволни, бидејќи останува уште многу тешка работа да се заврши. Со демократизацијата, ослободувањето од корупција, да се осигураат слободни медиуми. Останува напорна работа да се заврши со етничките односи. Мислам дека не треба да го гледаат НАТО како решение за сите проблеми. Тој ги посочува Турција, Унгарија и Полска како примери кои имаат назадување и покрај членството во НАТО. Затоа, вели Купчан, владата, иако се движи во права насока, мора да го исчисти системот од корупција, што некогаш трае со генерации. САД и Европската Унија се тука да помогнат, додаде тој. Do I expect to see a US base open up in North Macedonia? No. Дали очекувам САД да отворат база во Северна Македонија? Не. Но дали очекувам државите да имаат корист од реформите и сигурноста што доаѓа со членството во НАТО? Да. Купчан вели дека е потребно време, но отиво не толку далечна иднина за 5 или 10 години, Балканскиот полуостров ќе биде интегриран во Европската Унија и НАТО. Obviously, Kosovo and Serbia. Секако Косово и Србија треба да ги решат разликите. Тука се предизвиците во Босна, но она што се случува со Северна Македонија одбивање на оние во регионот што сака да продолжат да балансираат меѓу Западот и Русија. Тој не гледа пречка на патот на државата кон НАТО, потенцирајќи дека ако Грција добие лидер кој ќе работи против договорот од Преспа, ќе се соочи со огромен притисок од САД и Европската Унија.
Македонската кардиологија е на нивото на светската, вели врвниот македонски кардиолог доктор Никола Бакрачевски. Тој заедно со други македонски кардиолози на 2 научни настани во Соединетите Американски држави презентираа нови методи во областа на интервентната кардиологија. Македонски кардиолози од 3 до 5 март учествуваа на традиционален кардиолошки конгрес во Вашингтон, еден од најголемите научни собири во светот во областа на интервентната и клиничката кардиологија. За тежината на конгресот зборува фактот што еден од специјалните говорници беше поранешниот премиер на Велика Британија Тони Блер. На конгресот во Вашингтон, како и на научна кардиолошка конференција во Њујорк, учествуваше и врвниот македонски кардиолог доктор Никола Бакрачевски, кој беше гостин во Гласот на Америка на македонски. Тој посочи дека посебен акцент бил ставен на новите методи и технологии во дијагностиката и третменот на кардиоваскуларните заболувања. Директен пренос на слика и тон во живо од операциони сали на секаде во Соединетите Американски држави. Мојот труд кој го презентирав тука се однесуваше конкретно на посебен пристап во решавање на овие лези, односно пристап од двете подлактици, кој што е доста нов и прифатен од мал број на центри во светот или од ограничена група на оператори. Научните настани во САД за македонските кардиолози се можност да учат, но и да ги презентираат своите искуства, кои во оваа област не заостануваат за светските трендови, вели Бакрачевски. Интервентна кардиологија во Македонија е навистина на едно завидно ниво. Можем да кажам дека има постапки и методи или процедури кои што со ништо не заостануваат од оние референтни центри на секаде во светот. Американските и воопшто светските искуства се значајни за македонските кардиолози, вели доктор Бакрачевски, особено поради тоа што кардиоваскуларните заболувања се меѓу водечките причини за смртност, како во светот, така и во Македонија. Двајца уметници во САД, потомци на робови од Африка, го истражуваат својот идентитет. Она што го открија го презентираат на изложба насловена "Роден на дното на бродот". Прилог на Фаиза Елмасри. Уметниците Джеймс Терел и неговата сопруга Зудејка уште од најрани години си го поставувале прашањето кој сме и од каде доаѓаме. Белите деца разговараа за нивното потекло стотици години наназад. Јас и едно црно дете разговаравме за нашите предци на плантажите во Вирџинија. Тоа беше инспирација за ова изложба. Моите луѓе ги донесоа тука, превезувајќи ги на дното на брод, ги продадоа и им ги сменија имињата. Отсечени од нивниот оригинален идентитет, низ годините африканците станаа афроамериканци со нова култура. Ќе видите многу работи кои потсетуваат на африканскиот печат и африканскиот текстил, но исто така ќе видите и работи кои потсетуваат на американската култура и американскиот печат и текстил. Изразот на Джеймс Терел е повеќе абстрактен. Црната и белата боја ја символизираат ерата на робството, кога луѓе од Африка во пранги биле донесени во Америка. Линиите се символ на тоа што луѓето велат дека нашата раса е скршена, но сега сме посилни. Различните бои се символ на тоа што имаме различно потекло. Заедно формираме нова личност. Со ова, нивната работа добива универзална порака. Имиграцијата е дел од семејната историја на многумина од нас во Америка. Тоа не е засега само афроамериканската заедница, туку тоа е универзална тема. Кога ја видов изложбата, посебен впечаток ми оставија боите и облиците. Јас сум математичар. Ми се допаѓа оваа геометрија и како облиците се спојуваат еден со друг. Кога влегов имав едно чувство, но кога беа вклучени сините светла, тоа беше сосема поинакво искуство. Тогаш гледате бои, кои на природна светлина нема ниту да ги забележите. Уметниците се надеваат својата изложба да ја представат пред пошироката публика низ Америка и светот. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. До гледање до утре во истото време.